Бестселерот на Opel, компактот Astra и неговата генерација K по блисокот на салонот во Франкфурт може да се најде во салоните на македонските дилери. Astra располага со подинамичен и истовремено помирен, со далеку поблаги линии дизајн, кој е под влијание на концептот Monza. Моделот демонстрира целосно нови предни и задни делови, прикриен заден носач и силно заострени завршетоци на покривот. Новата генерација на моделот е за 5 см пократка во споредба со оној на Astra G, а растојанието меѓу оските е намалено за 2 см. Кај новата Astra коефициентот на отпор на воздухот е 0,28, додека кај претходната генерација тој изнесуваше 0,32. Opel Astra K е изградена на нова архитектура, благодарение на која инженерите успеале да ја намалат масата на автомобилот помеѓу 120 и 200 кг, во зависност од верзиите и нивото на опременост. Новости има и во палитата агрегати, која во почетокот ќе биде представена од еден дизел и 2 бензински мотори. Дизелот е 1,6 литри и развива 95 конски сили. Основниот бензински мотор е 1 литарски со 3 цилиндри и развива 105 конски сили. Најмокниот бензински мотор е исто сосема ново развиен за оваа генерација на компактот и има зафатнина од 1,6 литри и генерира 200 конски сили. Моторите се карактеризираат со висок степен на економичност и ниска емисија на штетни гасови. Меѓу новите технолошки решенија ги издвојуваме матрични фарови, IntelliLux LED, новиот инфосистем IntelliLink, кој работи со 8-инчен дисплеј и поддржува Android Auto и Apple CarPlay, како и 4G мрежа стандард LTE. Mercedes-Benz неодамна ја лансираше обновената А-класа, а за кратко време освежената изведба пристигна во салонот на македонскиот импортер MAC AutoStar. Надворешните промени во дизајнот ги опфаќа главно светлата и браникот, како опција се нудат и нови LED фарови, а во задниот браник веќе се сместени вградените нови цевки од издувниот систем. Во внатрешноста за оваа цел главно се позајмени елементи од CLA и GLA. Мониторот на навигацијскиот систем пораснал до 8 инчи и работи со Apple CarPlay и MirrorLink. Новиот основен мотор кај А160 е 1,6 литарски бензинец со 102 конски сили, а 2,2 дизелскиот агрегат кај А220 ја менува и ознаката и од CDI со мало Д ќе биде 177 наместо 170 конски сили. Во А250 Sport, која веќе се нуди и со механички менувачки, има 218 конски сили, 7 повеќе од својот претходник. Најзелената опција А180D Blue Efficiency со 1,5 литарски турбодисел со 109 конски сили е со просечна потрошувачка од 3,5 литри на 100 км. Зверката А45 AMG исто е со зголемена моќност од 376 на 381 конски сили, па така останува најмокниот дволитарски мотор произведен досега. Македонската компанија Premium Auto Centrum, ексклузивниот дистрибутер за Jaguar, од неодамна во понуда го има новото засилување во гамата, моделот XE, која атакува во сегментот на компактните премиум седани. Најмокната верзија на машината има 3 литарски турбомотор што е превземен директно од родстерот F-Type. Мокноста кај оваа верзија е 340 конски сили, а максималниот вртежен момент достигнува до 450 Нм. Она што посебно ги интересира македонските купувачи од гамата на XE, секако е дизелската верзија и со неа се нудат повеќе модели во овој сегмент, со 163 конски сили, односно 180 конски сили. Во стандардното ниво на опрема, SE опфаќа двозонска автоматска клима, навигацијски и мултимедиски систем со дисплеј од 8 инчи, темпомат, алуфилни од 17 инчи, мултифункцијски управувач обложен со кожа, електрична паркирана сопирачка, избор на 4 програми на чувствителност на управувањето и педалот за газ, како и стартување на моторот преку копче. Седанот е опремен со еден куп системи кои треба да му обезбедат поголема конкурентност во борбата со моделите како BMW 3, Mercedes-Benz C-класа и Audi A4.
Македонскиот импортир за програмата на јапонскиот производител Honda деновиве ја збогати својата понуда со набилданата изведба на Honda Civic Type-R и помалиот кросовер моделот HR-V. Honda е особено горда на нивната генерација на набилданиот хетчбек Honda Civic Type-R. Моделот е опремен со 2-литарски мотор од семејството VTEC Turbo, кој развива 310 конски сили и 400 Нм вртежен момент. Моторот работи во комбинација со 6 брзински мануелен менувач, а тоа овозможува забрзување од 0 до 100 км/ч за 5,7 секунди. Максималната брзина на Civic Type-R е 270 км/ч. Моделот довиза силена суспензија во споредба со стандардниот Civic, а располага со индивидуализирани амортизери. Набилданата верзија е опремена и со самоблокирачки диференцијал со зголемено триење, кој заедно со амортизацијата е развиен специјално за него. Покрај тоа, машината е опремена со специјален режим Air Plus, кој ги прилагодува одделните компоненти на електрониката специјално за возење на патеката. HR-V е одговорот на Honda на зголемениот интерес на клиентите во сегментот на мали кросовери на стариот континент. Уникатниот дизајн на прототипот HR-V е близок до оној на поголемиот брат CR-V, со остри динамични линии кои ги поврзуваат елегантниот горен дел со стабилната и ниска долна половина. Оваа елеганција се постигнува без да се прави компромис со интериерот и практичноста на возилото. Концептот Honda Magic Seats дава традиционална флексибилност и многу можности на конфигурација на седиштата со можност за постигнување на еднаков под. HR-V е со погон на предните тркала, а благодарение на лесниот 1,6 литарски дизел и DTEC мотор или на бензинскиот 1,5 и VTEC од серијата Earth Dreams Technology на Honda нуди извонредни перформанси. Двата мотори се споени стандардно со 6 бензински мануелен менувач, а бензинската верзија може да се нарача и со полуавтоматската CVT трансмисија. Во Лас Вегас традиционално се одржа најголемиот собир на најлудите изведби на тркала SEMA Show 2015. Изложба која одново ги собра сите љубители на тюнингот и несекојдневните креации и оригинални ремек дела со кои одново го сврте умот на автомобилските фанови како на домашната сцена, така и на оние од целиот свет. Specialty Equipment Market Association, SEMA, е саем зад кој стои непрофитна организација основана во 1963 година, а SEMA Show се одржува од 1967 како годишна манифестација само за производители и представници на медиумите, настан на кој може да се видат производи кои ќе го подобрат стилот, функционалноста, удобноста, практичноста и сигурноста на автомобилите, комерцијалните и стопанските возила, специјалните изведби. Според неофицијални податоци, SEMA Show 2015 ја видоа близу 100.000 домашни и странски посетители. Експонатите беа поделени во 12 секции, а блесна над 2000 компании и производители на возила, делови, алати и компоненти. Вистински празник за тюнинг ентузијастите, но и за многу компании кои дојдоа да ги видат совршените технологии кои ќе бидат применувани во автомобилската индустрија во блиска или подалечна иднина, да видат многу визии, па и нешто што можеби ќе остане само сон. Навистина, само во Лас Вегас може да се видат автомобили кои може да играат според хип-хоп ритам, креации долги до 8 метри, изведби кои генерираат над 1000 конски сили, несекојдневни дизајнерски решенија и добро калемени различни варијанти. На малкумина им е познато дека SEMA е автомото шоу кое не е отворено за јавноста, односно портите на Лас Вегас Конвеншн Центар за време на изложбените денови може да ги минат само акредитираните новинари, фоторепортери, сниматели, бизнисмени и евентуални купувачи кои си го нарачале посакуваниот модел. Ова е место на кое се представуваат нови и иновативни производи, кои може да се видат можеби и само еднаш, па затоа SEMA има посебна вредност. Токму така, SEMA Show е единствената по својот карактер во светот на автомобилизмот, па со право ги привлекуваат најсјајните умови
делови од автомобилската индустрија, кои Лас Вегас го сметаат за поле каде може да ги представа своите безпрекорни креации на полето на дизајнот, врвната технологија, доработката и тюнингот. Сема шоу, освен демонстрација на производи, е воедно центар каде се одржуваат многу средби и контакти, семинари, предавања, но и несекојдневни настани кои остануваат потоа долго да се прераскажуваат. Во една од најубавите метрополи на истокот се одржа 13-тото издание на Дубај Мотор Шоу. Повеќето од прикажаните нови модели веќе биле представени на најголемите светски автомобилски салонски остварувања, но сепак имаше и такви кои доживеа премиерно прикажување. Видовме многу интересни специјални изведби наменети за купувачите само од овој регион, каде доминираа луксусот, раскошот, гламурот. Се разбира, потенцијалните клиенти овде се со длабок джеб, па посакуваат со право оригиналност, екстравагантност, креативност. Интересен посебно за овдешните поими беше штандот наречен Моторинг Носталгија, каде беше изложена на една од најпрестижните збирки на класични автомобили од 50-тите до 90-тите години на минатиот век. Во Дубај е сосема природно да видиш како најновите автомобилски изданија парадираат по улиците или паркирани пред трговски центар уште пред да имаат своје деби пред јавноста на некоја саемска манифестација. Но ако има светот таков луксус, автомобилски салон, зошто да нема и во Дубај? Во овој свет големо внимание предизвикуваат постарите модели кои влегуваат во категоријата класика, за кои пребогатите емири шеици не жалат пари, па треба да се напомене дека и на оваа манифестација можеше да се видат ексклузивни примероци. Традиционално на салонот, полицијата од Дубај ги представи последните автомобилски модели што се дел од нивниот парк, кои достојно би се наредиле меѓу ретките представници и на најпрестижните моторни форуми. Сепак, штандовите кои собираа најголем број обожаватели беа на Мекларен, каде здивот им го сопре новината P1, како и специјална верзија на Cabrio 650 Spider, наменет за пазарите во Блискиот Исток, потоа пред Lamborghini каде блесна Huracan Spider и се разбира на Ferrari, бидејќи нивниот адут за оваа пригода беше 488 Spider. И домаќините имаа свој адут за војната на ѕвирките. W Motors го подготви својот втор сериски производ супермоделот Fenrir Supersport, конкурент дури и на наследникот на Bugatti Veyron. Land Rover и официјално го представи првиот во светот луксузен компактен SUV кабриолет. Како пети член во семејството на Range Rover и првиот историски кабриолет до сега, едноставно е конструиран да одговара на најстрогите стандарди на Land Rover и да обезбеди исклучителна отпорност на патот, удобност при возењето и незаменлива проодност за секаков вид терен. Особено овде важен елемент е креацијата на покривот од текстил. Целосно автоматски покрив се отвора за 18, а може да собере за 21 секунда при брзина до 48 км на час. Кога е затворен, покривот обезбедува високи стандарди на звучна изолација, што создава иста внатрешна удобност како кај стандардната варијанта на Evoque со 5 врати. Освен тоа, позицијата на покривот не се одразува на багажниот простор со 251 литар, кој нуди незаменлива практичност за кабриолет. Во центарот на внатрешноста, каде особено се чувствува луксузот и припадноста на високата класа, е целосно новиот 10,2-инчен екран на допир со висока резолуција. Тоа е дел од информатичко забавниот систем од новата генерација на Jaguar Land Rover InControl Touch Pro. Безбедноста е надополнета со уредот за заштита од превртување, кој содржи распоредување на ролбари скриени во каросеријата позади. Уредот активира два алуминиумски ролбара во рок од 90 милисекунди во малку веројатна ситуација на превртување, за да се создаде простор за заштита на патниците. Тука треба да се напомене пакетот на другите помошни состави кои го чинат возилото уште во стандардната верзија едно од најбезбедните во сегментот.
Кабриолет извидбата нуди целосен сет лесни, алуминиумски, 4-цилиндарски, бензински и дизел мотори на Land Rover, вклучувајќи го и најмокниот бензински SE4 со 240 конски сили, кој обезбедува извонредни нивоа на динамика и перформанси. Дизел понудата е 2-литарски мотор, кој исто така е од семејството Ingenium на Land Rover, кој обезбедува висока ефикасност и софистицирана динамика со заштеда на гориво и ниска емисија на штетни гасови. Можноста за избор на енергетски агрегати со погон на 4 тркала се комбинира со 9-степената автоматска трансмисија на Land Rover системот Terrain Response, сензори за водна линија и составот All-Terrain Progress Control, за да се осигура дека Evoque е кабриолет за сите сезони. Официјално беше представен и теренецот Mercedes-Benz GLS, кој е наследник на актуелниот модел GL. Најголемиот теренец на компанијата од Штутгарт доби нови фарови со интегрирани LED дневни светла, модернизиран преден бранек со зголемени отвори за воздух, како и различна маска на ладилникот и дифузор. Очекувањата се Mercedes-Benz GLS да ја сподели палетата мотори со својот претходник. Тоа се 3-литарски дизел и бензински V6 мотори со мокност од 249 и 333 конски сили, како и 4,7 литарски V8 со 435 конски сили. Ќе има и модификација GLS 63 AMG, опремена со твин турбо V8 со зафатнина од 5,5 литри. Во стандардниот опција агрегатот развива 557 конски сили и 700 ньютон метри вртежен момент, а S верзијата се потпира на 585 конски сили и 760 ньютон метри. Не се исклучува и можноста да се појави и луксузна модификација на GLS која ќе се нуди под брендот Maybach. Со нов атрактивен изглед и врвна опрема, Nissan-овиот семеен SUV тргна кон освојување на нови клиенти и фанови. Неговата трета генерација е сосем нов дизајнерски пристап во овој сегмент, но со проверената и мощна цената техника. Кои се неговите вистински атрибути имавме можност да провериме на патот до Мојковац и на падините на Националниот парк на Црна Гора, Биоградска гора, во рамките на регионалната презентација. Овде учествуваа новинари од Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Косово, а ние до таму патувавме токму со еден представник од гамата подготвен од страна на македонскиот импортер Automotive Group. На располагање ни беше модел со 1.6 DCI агрегат со 130 конски сили и ниво на опременост Ацента, но со уште многу додатоци од дополнителната опрема и пренос на сите 4 тркала. Навистина добро осмислена презентација, бидејќи во нашата авантура X-Trail можевме во целост да ги откриеме вредностите на возилото. Прекрасниот комплекс, имотот на Ракочевиќ на близу 1000 метри надморска височина, не дочека со големо добредојде. Извонредно подготвен туристички центар со дрвени кукички, тениски, кошаркарски игралишта, спа центар со базен, еден од оние места каде Бог го пренел рајот на земјата. По кратката прошетка низ Биоградската гора на брифингот не беше предучено за амбициите на регионалниот дистрибутер и фактот дека ова, кога е во прашање сегментот на кросовери, е моделот кој многу помалку се очекува во однос на бестселерите Кашкај и Џук, но со ваквата нова поставеност и пристап, продажните резултати треба да бидат многу подобри во однос на досегашните остварувања. Моделот поседува висок квалитет, на стартот ги потврди своите високи вредности, очекувањата за многу попозитивни бројки се сосема оправдани. Што се однесува до самиот модел, новиот X-Trail е одраз на Nissan-овото искуство во производството на теренци со интегрирање на елементи, погони и врвни технологии. Овој кросовер се базира на новата модуларна платформа CMF на алијансата Renault-Nissan, која ја дели со Кашкај и новиот Espace.
Третата генерација на X-Trail е 17 мм подолга, има 76 мм поголемо меѓуоскино растојание, 30 мм е поширока и 5 мм пониска од претходникот. Исто така, новиот модел е во просек 90 кг полесен, првенствено благодарејќи на користењето на челик со висока цврстина, но и лесни материјали и легури. Едноставно станува збор за автомобил на модерното време со атрактивен имидж, кој нуди врвна опременост и највисоко ниво на сигурност. Делува моќно, ефикасно, удобно, практично и пред се е мощно возбудлив за управување. Nissan X-Trail со себе го донесува новиот трендовски дизајнерски пристап, кој го карактеризираат течни, но мускулести линии на каросеријата. На предниот дел доминираат бадемести фарови со LED дневни светла. Силуетата е далеку од онаа кутиеста форма на претходникот, а позади делува и отмено и спортски, што е и намерата на неговите креатори. Естетиката и грациозноста на свој начин е пренесена и во внатрешноста, каде примерна цел е понудена многу простор, дури и за 7 патници. Веднаш се чувствува присуството на високо квалитетни материјали и врвна завршна обработка со висок акцент на добра ергономија. Комплетно комодитетот го надополнува Nissan Connect системот од новата генерација и овозможува интеграција на смартфон и низа иновации. Новиот Nissan X-Trail е достапен со 1,6 литерски DC и 130 агрегат со 130 конски сили и 320 Нм, кој ние го имавме на располагање. До 100 забрзува за 10,5 секунди и достигнува максимална брзина од 188 км на час. Станува збор за мощно ефикасен дизел, кој има помала потрошувачка за 18% од својот претходник, а и многу помала емисија на CO2. Во понуда и 1,6 литерски DI GT бензински мотор со 163 конски сили и 240 Нм. Новиот X-Trail може да се пофали и со богата сериска опрема во својата класа, односно достапен е со 3 нивоа на опременост: визија, асцента и текна, во кој може да се комбинираат одделни пакети. Секој пакет вклучува клима уред, алуминиумски фелни, 6 воздушни перници, LED дневни светла, екран од 12,7 см на инструменталната табла, Bluetooth уред со микрофон, темпомат, помош за тргнување на нагорнина, лизгачки задни седишта. Nissanovиот Safety Shield е составен од напредни сигурносни системи. Сигурносниот штит на овој модел е еден од најбогатите сигурносни пакети во сегментот со голем број автоматски состави кои нудат висок степен на безбедност, систем за помош при нагло сопирање, систем за откривање на замор кај возачот, систем за препознавање на сообраќајните знаци, контрола на мртов агол и предупредување за напуштање на лентата, автоматско вклучување на долги светла. Посебно би го издвоиле погонот на сите 4 тркала со напреден електричен состав на интегрален All Mode 4x4i. Напредниот состав нуди можност за избор меѓу погонот во зависност од условите на патот и автоматски ги распределува вртежниот момент на предната, на задната или на десните тркала за да го подобри држењето на патеката и осигура поголем надзор. Сето ова придонесе да се увериме во извонредните возни својства како на асфалт, така и надвор од него. Mitsubishi Motors Corporation во Токио блесна со X-концепт компактен SUV со новата генерација електромотори. Концептот ќе ја демонстрира следната генерација на електрични автомобилски технологии на MMS, нов развој на дизајнот на брендот, наречен Dynamic Shield, како и доста технички решенија за задоволство при управувањето, спакувани во димензиите на компактен кросовер. Ова навистина е визија за уникатен 100% електрично задвижуван компактен SUV, наменет да најде соодветно место во растечкиот пазар на слични автомобили. Во него се користени уникатни електрични технологии на MMS, како и нови за контрола на погонот 4x4. Еден од најинтересните експонати на штандот на Сузуки е моделот Ignis, која демонстрира идната верзија на новиот компактен кросовер.
Всушност, станува збор за производствената верзија на концептниот модел IM4, представен на Женевскиот автосалон. Suzuki Ignis е субкомпактен SUV од А-сегментот, кој користи нова платформа која обезбедува доволно мала тежина и здрава конструкција. Yamaha го представи на салонот во Токио концептот Sports Rider, кој ги продолжува зачнатите идеи со Motiv E, прикажан во 2013 година. За разлика од претходниот концепт кој представуваше градски автомобил, сега во Yamaha се насочуваат кон прототип на спортски двосед со тежина од само 750 кг, која обезбедува врска на возачот со машината слична на онаа кај мотоциклите. Работата на концептот траеше 5 месеци, за погонот му е користен 3-цилиндарски 1-литарски мотор, приземен од Motiv E кој има моќ од 80 конски сили. Новиот BMW M4 GTS дебютира на автомобилскиот салон во Токио. Аеродинамичниот пакет со прилагодлив преден спойлер, нов капак и заден спойлер од карбон го прави овој модел уште помоќен, а кон ова е додаден и карбонов дифузор и издувни цевки од титаниум. Внатрешноста на M4 GTS е со карбонски спортски седишта, тапациран со алкантара управувач, ролбар во кабината и така натаму. M4 GTS е придвижуван од 3-литарски 6-цилиндричен мотор со 2 турбини, кој обезбедува импресивна моќност од 500 конски сили и 600 Нм максимален вртежен момент. Трансмисијата е со 2 спојки и 7 степени. Заврзувањето од 0 до 100 км трае 3,8 секунди, а максималната брзина е електронски ограничена на 305 км на час. Кабриолетот на новата генерација Mini е представен официјално пред публиката во Токио. Како и останатите модели на британската марка, отворената верзија пораснала во споредба со неговиот претходник. Со исклучок на тврдиот покрив, дизајнот на автомобилот е целосно идентичен со стандардната изведба. Покривот се собира и отвара за 18 секунди при брзина од 30 км на час. Зголемените димензии на кабриолетот се одразиле позитивно на обемот на багажникот, кој веќе има 215 литри или 25% повеќе. Во понудата на бои има 2 нови колорити, а покривот може да биде насликан како британското знаме. Германската компанија Porsche ја покаже верзијата Macan GTS базирана на Macan S. Тркалата на моделот се 20-инчни RS Spider дизајн, а на дворешноста има сјајни и мат акценти. Интериерот пак е опремен со седишта од Алкантара, а како стандард се нуди Porsche Communication Management. Системот доаѓа со 8 звучници. Моторот на спортската верзија е 3-литарски V6 со 2 турбини кој развива 360 конски сили и 500 Нм, а за трансмисија е избрана 7-степената PDK со 2 спојки. Двојниот погон го забрзува автомобилот до 100 км на час за 4,8 секунди. Мерцедес во Токио го представи својот нов концепт наречен Vision Tokyo, а всушност станува збор за MPV модел кој користи плагин хибриден погон со горивни келии. Германскиот производител информираше дека овој модел ќе остане само студија, односно дека не се планира негово сериско производство. Студијата има димензии 4803 спрема 2100 спрема 1600 мм, а исто така располага и со 26-инчни филми со сино осветлување, кое е вградено и во големата маска за моторот и во браговите. Наводно, маската може шематски да го менува осветлувањето, например во согласно со музиката што се слуша во патничката кабина. На покривот е поставена камера која го покрива целокупното обкружување на возилото и заедно со повеќето сензори овозможува автономно возење доколку возачот го посака тоа. Овој автомобил користи погонски склоп сличен на оној од моделот F015, а тоа е плагин мотор со горивни келии и литиум-ионски батерии кои може да се полнат безжично. Вкупната автономија на возилото изнесува околу 1000 км, од кои 200 доаѓаат од батериите, а остатокот од горивните келии.
Исто така, F015 има и два електромотори со моќност од 100 kW или 136 конски сили и максимален вртежен момент од 200 Нм. Најубавата Шкода досега. Тоа би бил најкраткиот и најточниот опис за новата трета генерација на чешката најпрестижна изведба, моделот Superb. Оваа нова креација со која чесите потврдуваат дека имаат свој нов адут за светската автомобилска елита, каде успешно се представи со двете предходни изданија, представува комбинација на модерен и елегантен екстериер со рубосен стайлинг, раскошен интериер со врвен комфор, како и најнови технологии. Со задоволство е дел од деловниот свет, но крајно прифатлив и за семејните фанови. Со овој Superb, како предводник во Шкодината гама, се отвора нова перспектива за брендот, кој игра многу важна улога како и во самиот концерн, така и во целокупната автомобилска индустрија. И реално, ова остварување на Superb има што да му понуди на клиентот да ги задоволи сите негови барања од изгледот преку високиот квалитет на изработка до врвната имплементација на технички решенија. Најголем адут кога станува збор за надворешниот пристап на оваа дизајнерска врвна креација во која не е тајна, имаат замешано прсти најголемите мајстори на овој занает од студијата на концернот. Најнапред е врвната аеродинамичност, каде отпорот на воздухот е 0,28. Потоа следат Big Xenon, предни светла со динамична контрола и LED дневни светла, новиот стайлинг на магленките за сечената хауба, како и острата бочна линија која излегува од капакот на моторот и се протега по целата должина на автомобилот, нудејќи одредена маркантност, став и држење. Позади доминира големата врата на багажникот и одличната композиција на светлата. Неверојатно, иако со помирни линии, сепак новината изгледа далеку подинамично и поагресивно. Факт е дека оваа генерација на Superb е со зголемени димензии, но најважно од се 80 мм подолгото меѓуоскино растојание, важен елемент за зголемената стабилност поради пониското тежиште и гаранција за поголем простор и комодитет во внатрешноста. Што се однесува до дизајнот на интериерот, и тој ни најмалку не заостанува зад конкуренцијата и блиските членови на VW семејството. Всушност, тоа зависи од тоа колку некој сака по-конзервативен и по-сериозен пристап, како што е и кај ова остварување, особено во инструменталната табла. Рака на срце нема нешто што недостасува, со елементи од современите трендови, дигитални инструменти, едноставни функции, мултимедијален состав, надополнети со финеси како амбиентално светло, меки материјали. Овде ергономијата е на највисоко рамниште, надополнета со квалитетна изработка и понуда на многу простор. Посебно ова е важен сегмент каде шкодините креатори со години го држат приматот во сегментот со возило со вакви димензии. Superb е лимузина на чија задна клупа без никакви проблеми со цела комоција може да се сместат две лица, кои ќе минат километри и километри уживајќи во она што на поле комфор го нуди автомобилот. За понуда на простор на предните седишта и да не споменуваме, а зафатнината на багажниот простор е 625 литри, односно 1760 со преклопување на седиштата. Практичноста во користење на возилото ја надополнуваат над 30 на Шкодини Simply Clever решенија. Кога сме кај опремата, навистина и онаа сериската е со подолг список, а да не говориме за големиот број детали кои во тесниот модел ги имавме на располагање од уште побогатата дополнителна. Ке се обидеме за оваа цел да ги споменеме само оние кои навистина ја прават лимузината со ниво Ambition попрестижна, но и посигурна, поради многуте елементи и од полето на безбедноста, навигацијски систем, систем за предупредување од замор, адаптивен темпомат со Bluetooth конекција, сензори за паркирање напред и позади, затемнети задни стакла, како и алуфилни од 17 инчи.
Во тестниот модел под хаубата беше дволитарскиот TDI агрегат кој ги задоволува највисоките Euro 6 стандарди. Станува збор за добро познатиот од понудата на Volkswagen Group 4-цилиндерскиот турбодизел мотор кој се одликува со солидна еластичност и мирна работа и испорачува повеќе од задоволително ниво на мок и вртежен момент. Неговите 150 конски сили, најголемиот вртежен момент од 340 Нм се пренесуваат на подлогата со помош на предните тркала, преку 6 степени од мануелен менувач. Што се однесува до перформансите, треба да се потенцира дека новиот Superb се темели врз Volkswageновата модуларна платформа MQB, која и покрај зголемените димензии овозможува намалување на масата на автомобилот за околу 75 кг во просек. По овој Superb 2.0 TDI до 100 км на час забрзува за повеќе од солидни 8,9 секунди, а максималната брзина изнесува 218 км на час. Фабричките податоци декларираат потрошувачка од 4,5 литри на 100 км, а ние на тестот стигнавме нешто под 6 литри, а во град нешто над 7, што е навистина импресионирачки за ваква лимузина. Местото за доправувачот кај оваа Шкода е сосем удобно и лесно може да се стигне до оптимална положба со помош на електрика кај седиштето за возачот, кој исто како со возачкото има грејачи и лумбарна регулација. Предните седишта се солидни и го држат телото како во свиоците, така и при подолги патувања. Овде секако треба да се спомене и мощна добрата звучна изолација во кабината, а за удобноста се грижи и далеку подобреното подвозје и подпирање во однос на претходната генерација. Очигледно е дека се направени одредени модификации, па при поминувањето низ нерамнини, истите се абсорбираат некако помеко, но овде свој придонес освен подпирањето секако има и зголемената крутост на шасијата. Вака спакуваната изведба, која ја имавме на располагање, чини 27.200 евра, па кога сеќе се извага со овој Superb, според некоја корпоративна пресметка е и предобар. Навистина ова не е мала цена, ама ова не е ни мал автомобил. Euro NCAP најави дека воведува нов тест во кој ќе се прави проценка на системите за автономно активирање на системот за сопирање при регистрирање на пешаци пред возилото. Овие нови испитувања се првите во светот кои прават проценка на автоматизирани системи во автомобилот и оние за поддршка на возачот, но од гледна точка на пешаците, коментираат од Euro NCAP. Многу од новите автомобили нудат систем на некој вид автономен систем за сопирање кој помага за избегнување на удар меѓу возила, но само некои од нив се во можност да регистрираат пешаци. Со системот за регистрирање на пешаците опремени се модели на Audi, BMW, Ford, Mercedes, Mini, Volvo и други. Американската интернет компанија за продажба на користени автомобили Carvana го пушти во Нешвил, Тенеси, првиот во светот автомат за купување на автомобили. Местото за купување представува петкат на автоматизирана гаража. Купувачот става посебен голем жетон во вендинг автоматот, пошто роботот го превзема автомобилот од наведениот кат и го доставува на клиентот. Секој има право да го тестира избраниот половен автомобил во текот на една недела пред да го купи. Верувале или не, компанијата дури и ќе обезбеди персонализирано видео од тестот на автомобил што може да се сподели на социјалните мрежи. Покрај тоа, за оние клиенти кои живеат надвор од Тенеси, но сакаат да превземат автомобил од автоматот, Carvana ќе субвенционира $200 во авиобилети и ќе обезбеди бесплатен превоз до гаражата од аеродромот во Нешвил. Целиот процес на купување преку сајтот Carvana трае не повеќе од 20 минути и ги вклучува сите фази на купување, добивање на потврда за плаќање, изборот на типот гаранции и потпишување на самиот договор.